Јајцата беа долг период предмет на контрадикција. Имаше едни информации кои што велеа дека се лоши, дека се штетни, дека го креваат холестеролот и дека прават низа на проблеми. Меѓутоа сега веќе прашината тука почнува да се намалува. Дали зборуваме за здравието на мозокот, дали зборуваме за развојот кај децата. Јајцата го имаат преку холинот, токму тој позитивен стимулативен ефект. Особено сега ако зборуваме нели за природни јајца, тоа е уште поголем плюс, домашни, да. Домашни јајца, тука нема збор, само да го истакнеме тој момент колку тоа е корисно. Има низа други на материи, например витаминот Д ретко каде е сконцентриран во било која храна, во јајцата го има. Витаминот B12, кој што најчесто велиме дека е врзан со месото, има луѓе кои што не сакаат од нивни причини да го користат, но еве ги јајцата како добра природна концентрација на B12. Низата на корисни работи кај јајцата секако сега. Ако човек има замастен црн дроб или многу мрсна храна, треба да внимава и со нивната количина. Ние зборуваме генерално колку е важно за нив и што е добро, секој конкретно за себе лично ќе треба да внимава и да си ја процени состојбата. Или например кај некои луѓе може да е преполна жолчката со камења и јајцата да прават еден стимулативен ефект на жолчката и да им прави проблем. Се мораме да земеме предвид, се разбира, но генерално заклучокот е дека во јајцата има многу корисни материи и ако не ги претеруваме, може да бидат многу корисни.